Елегантен накид по полни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сите, добровате во втората епизода на Are You Scared Supernatural. Денеска во оваа епизода ќе зборуваме за нешто што никош до сега не сме го дискутирале во Are You Scared. Тоа е спонтаното човечко соговорување на една жена во Флорида. И мислам дека треба веднаш да влезе во содржината. Останете во видео затоа што ќе дискутираме на теорија што никош не сме да дискутирале на ова шоу. На 2 јули 1951 година во Сент Петербург, Флорида, Мери Харди Ризер беше посетена нејзиниот син вечерта во нејзиниот стан. Мери му рекла на својот син дека земала 2 таблети, лек кој вообичаено се користи за смирување на пациентите пред операцијата и веројатно планирала да земе уште 2 пред спиење. Подоцна таа ноќ, Мери ќе заспие седејќи на нејзиниот тапациран стол за последен пат, бидејќи Мери ќе стане жртва на очигледен пожар во куќата. Следното утро, газдарицата на Мери ќе пријави дека мириса на чад во 5 часа наутро, но дури во 8 часа наутро газдарицата тргнава да ја достави телеграма на Мери дека повторно забележува мирис на чад. Таа откри саѓи во ходникот што водел до станот на Мери Ризер. Кој одишва да ја допре рачката на вратата и било премногу жешко за да зграбчи, па газдарицата побараа помош од молерите од блиската куќа кои влегле во станот. Она што ги открија истовремено ќе згрози и збуни областа на заливот Тампа. Внатре во станот ги нашле кремираните останки на Мери Ризер, наводно черепот се намалил во големина на чаша. Остана и делови од рбетот на Ризер, но можеби најстрашното беше левото стапало на Ризер. Се уште во црната сатанска влечка, кожата не изгорена. Значи, ова ќе биде една од многуте бизарни работи што ќе ги обработуваме во овој случај. Како што кажав, ова жена Мери нели изгорева во својот стан и порасна нели кога нашле била таа целосно кремирана, освен нејзината лева нога. И тоа што е најбизарно во овој случај, нејзиниот череп се смалил во големина на чаша. Значи, се намалил заради некоја причина и таа причина ќе дискутираме и можеме да продолжиме. Остатокот посмртните останки на Мери беа целосно кремирани. Меѓутоа, она што прави овој случај бизарен е состојбата во околината на Мери. Според експертите за кремирање, за телото на Мери да биде кремирано, телото треба да гори на 1640 степени Целзиусови 3 до 4 часа. Сепак некако, освен столот на кој седеше Мери, околината како и станот воопшто изгледа релативно несасекнати од пожар кој беше најмалку 1640 степени. Значи, голем пожар бил, тоест не бил голем, туку температурата на огинот била многу голема, што нели Мери се кремирала. Нели од тука доаѓа од тука нели се вели за да се кремира телото на Мери, мора температурата да биде најмалку 1460 степени, но еве читаме дека нејзината околина не била засегната од пожарот, што по мене е многу бизарно. Вагот каде што избухнал пожарот, блиските ѕидови не биле оштетени. Горните ѕидови таванот беа поцрнети од саѓи и чат, но долната половина од станот не. Прекинувачите за светло беа стопени, но штикерите долу беа недопрени и функционираа. Светење на блискиот прозорец се стопија, но нивниот фитил стоеше исправено. Еден куп весници во непосредна близина беа неоштетени. Соседите на станот на Мери исто така некако не биле свесни за овој пожар. Пожарникарите кои дојдоа на лице место забележаа дека топлината е толку силна што не можеле да издржат, но исто така не констатираа знаци на тлење. Значи, како што кажав, толку било, нели, пожарникарите кога дошле, согледале дека огинот бил многу топол за тие да интервенираат, но сепак како што пише овдека, прекинувачите за светло биле стопени, но штекерите биле недопрени и функционирале, светите на блискиот прозорец се стопили, но фитилот нели стоел исправено и весните што биле многу блиску нели до Мери останале недопрени нели од пожарот заради некоја причина. Шефот на детективот Кес Бурджис го опише случајот како збунувачки. Доктор Вилтон Крогман, професор по физичка антропологија на Универзитетот во Пенсилванија, бил зачуден и збунет, бидејќи не може да замисли такво целосно кремирање без повеќе горење на самиот стан. Доктор Крогман исто така изјави дека во неговите 30 и повеќе истраги за пожари, тој никогаш не видел череп да се намали како черепот на Мери. Черепите обично отекуваат или експлодираат. Истражувачите испратија примероци од столот
килим, остатоци и чад во лабораторијата на FBI за хемиска анализа. Сепак, истрагата не пронашла трага за палливи материи. Она што го нашле е стопена маст во тепихот. Се тоа не води до можеби најмистериозни детали од случајот, причината за пожарот. Локална компанија за душеци истакна дека редовното полење на столици нема да предизвика таков пожар, туку материјалот само ќе тлее подолг период. На местото на настанот исклучена и појава на гром или електричен ефект. Меѓутоа, претходната вечер Мери наводно била видена како пуши цигара на тој стол. Имајќи го тоа на ум, FBI и полицијата верува дека пожарот најверојатно настанал затоа што Мери заспала додека пушила цигара, поради што најверојатно е запалила ноќницата. Ова ќе донесе нешто познато како ефект на фитил, каде што облеката делува како фитил полети во телото. FBI сматаше дека штом телото се запали, се случи речиси целосно уништување со свените масни ткива. Во тоа време Мери тежила околу 80 кг. Значи еве еден конечно наоѓаме еден можеме да кажам многу зрела теорија за тоа што се случило со Мери. Со други зборови FBI согледале дека најверојатно затоа што таа претходната вечер била видена како пуши на таа столица каде што била запалена и те констатирале дека Мери нели пушела и заспала со цигарата во раце, потоа цигарата паднала на неа и таа се запалила и на тој начин умрела. Со тоа нели се правил некој ефект што се викал ефект на фитил, односно тогаш нели телото односно облеката делува како фитил, полети го телото. Може исто така нели може таа целосно да изгори, целосно да се кремира, не само и тука нели може да се рече дека нели пожарот бил јак, затоа изгорел, но зашто околината не била изгорена, но сепак овде се вели дека нели штом телото ќе се запалило, ќе се случило целосно уништување на телото заради сопствените масни ткива и од тука не мора да се каже дека пожарот бил 1640 степени и мислам дека ова може да објасни многу работи, но сепак ова не објаснува како и зашто черепот на Мери се намалил во форма на чаша. Затоа имаме неколку теории и со овие теории нели ќе пробаме да објасниме што навистина се случило со Мери Ризер. Мојата прва теорија е детективот Бурџис добил писмо адресирано до шефот на детективите, во кое се вели дека огнена топка влетела низ прозорецот и ја удри. Видов дека тоа се случи. Значи од толку тоа смешна теорија, значи немам ништо повеќе за оваа теорија. Нели оваа теорија се вели во оваа теорија нели овој детективов добил писмо и на тоа писмо некој што го пратил тоа писмо напишал нели јас видов дека огнена топка влета низ нејзиниот прозорец додека беше отворен, ја погоди господјата Мери и таа се запали. Мислам дека ова е многу смешно, како прво нема никакви други докази што ќе поддржат оваа теорија, како второ нели ако го направил некој тоа, господја Мери нели не мога да седи, само ќе пробува да бега, а како што утврдивме таа била најдена како била запалена на нејзината столица и таа нели седела на столицата, не покушала да бега. Ова нели не води во втората теорија. Втората теорија е дека пожарот бил намерно подметнат, некој сугерира дека пожарот би можел да биде предизвикан од термитни бомби, керозин, магнезиум и фосфор или напалм. Но според судскиот вештак на случајот сите тие оставале изразен мирис од кој ниту еден не бил откриен на местото на настанот. И втората теорија нели кратка, слично на првата теорија, и ова е кратка, значи оваа втора теорија вели дека пожарот намерно бил подметнат со супстанции како керозин, магнезиум, фосфор и слични работи, но сепак нели стручњаците за случајот велат дека ако навистина бил вака, ако навистина нели бил подметнат пожарот со овие супстанции што ги набројав, ќе бил мирис, се уште ќе бил присутен во собата кога дошле полицајците, но тие кога дошле немало таков мирис и мислам дека можеме да офрлиме оваа теорија и тоа не води во третата теорија и еве таа теорија која што ви ја напоменав на почетокот на видеото, оваа теорија има многу добри докази. Третата теорија дека Мери била жртва на спонтано човечко согорување. Наводно имало околу 200 регистрирани случаи на спонтано согорување. Најранниот случај на спонтано човечко согорување датира од 1470 година во Милано, Италија, кога Полониус Ворстиус умрел пловнувајќи се по една ноќ на пиење. Неговата страшна смрт била снимена во 1641 година од Томас Бартолин, дански математичар и доктор.
Во 1745 година грофицата Корнелија Банди од Чезена, Италија, била пронајдена изгорена до куп пепел со само незините нозе неизгорени. Прескокнувајќи напред кон модерното време, во 1982 година, семејството на Жан Сафин тврдеше дека ја виделе како пламнува во незиниот дом во Лондон. Во 2010 година, судски лекар тврдеше дека спонтанно човечко согорување е причина за смртта на 76 годишниот ирец Мајкл Фахерти, кој беше пронајден во неговиот дом, а околината не беше многу оцрнета. И секако Мери Ризер, за која многумина верува дека е жртва на спонтанно човечко согорување. Процесот на човечко согорување вклучува внатрешни течности и го се претвараат во газ, а стопената маса на телото дополнително ги согорува органите и коските. Ако се сеќавате, во тепихот на местото на смртта на Мери Ризер беше пронајдена маст. Некои ја сметна можноста за спонтанно човечко согорување за сомнителна, бидејќи телото се состои до 70% вода, иако има компоненти на телото кои се запаливи, како што се телесните масти и гасот метан. Недокажаните теории за тоа зашто телото толку лесно би се запаливало вклучуваат статички електрицитет, бактерии, стрес, дебелина и консумирање алкохол. Некои исто така веруваат дека човечките клетки може да достигнат зголемена состојба на ранливост да се запалат. Во 2012 година во едно издание на списанието New Scientist, биологот Брайан Џей Форд теоретизира дека голема концентрација на ацетон во телото може да може да придонесе за спонтанно согорување. Ацетатот може да настане како резултат на внесување алкохол, варијации во исхраната и диабетес. Случаите на спонтанно човечко согорување вообичаено ги содржат овие три карактеристики. Околината на местото на пожарот не е драстично оштетена, нема видлив извор на пожар и конечно делови од телото се неизгорени и во непосредна близина на пепелта. Сите овие беа присутни во случајот на Мери Ризер. Друг збунувачки детал е зашто Мери заедно со другите наводни жртви на спонтанно човечко согорување не се обиделе да избегаат од нивната смрт и на кој било начин да укажат дека се во пламен. Недостатокот на докази за борба за својот живот е потенцијално погубен во однос на теоријата за цигари. Доктор Крогман е цитиран како рекол за случајот. Тие велат дека вистината е почилна од фикцијата и овој случај очигледно го докажува тоа. Никош не се слушнал за нешто слично на ова. Значи, намерно да ставивме оваа теорија да пречитаме цела, со цел да ви објасниме за што све тоа е спонтанно човечко согорување. Како што можете да забележите, оваа теорија има највеќе факти и докази кои што многу добро може да објаснат смртта на Мери Ризер. Како што споменавме, има неколку добро документирани случаи на спонтанно човечко согорување. Со други зборови, човечко спонтанно согорување кога најнаш човекот пламен излегува човекот без никакви други потпалувачи или слични работи. Имаше такви 5 случаи што ги прочитавме. И сите тие 5 случаи е многу идентично со околината на тие луѓе, многу идентична со околината на Мери Ризер. Како прво немало ништо друго што би укажало на пожар или некој дека ги запали луѓето. Како второ, ниеден од тие луѓе не пробале да избегаат од пламенот заради некоја причина. И трето, кај сите овие, барем еден дел од телото останал неизгорен, како што можете да видите, и левото стапало на Мери Ризер не беше изгорено. И од тука мислам дека оваа теорија јас лично дава највеќе кредибилитет и мислам дека ова е тоа што се случило со Мери Ризер. Самата наука не го поддржува спонтанното согорување, но веќе кога би можело да биде вистинито, јас верувам дека вистинито и кога би било така, мислам дека ова е тоа што се случило со Мери Ризер. До тогаш додека не се докаже што се случило со Мери Ризер, ние можеме само да погаѓаме, да дискутираме и да правиме слични работи, но тогаш овој случај ќе остане неразјаснет и мислам дека можеме да ја затвориме оваа втора епизода на Are You Scared Supernatural. Во вторник излегува третата епизода. До тогаш, чао, пријатно и се гледаме во вторник.